На неколку месеци пред изборите разговараме со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Теми за разговор со лидерот на опозицијата има секогаш. Господин Мицковски, добре дојдовте во студијата на Република. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Така, да почнеме од она што е најактуелно. Европската комисија го објави извештајот за напредокот на Македонија. Се чини дека никогаш сме немале полош извештај. Како го оценувате? Мислите уназадувањето? Извештај за уназадувањето на Македонија? Па видете, мене тоа не ме изненадува, бидејќи ние континуирано предупредуваме дека ова се случува. Тоа денеска го констатира и Европската унија. Граѓаните се сведоци на реалноста во Македонија, дека тешко се живее, дека за жал имаме една политичко-криминална коалиција која што ја води владата во Македонија. Инфлацијата руши рекорди, стандардот е низок, учениците во училиштата, еве ноември дојде, веќе ќе заврши уште малку и првото полугодие, се уште немаат добиени учебници. Македонското здравство го тресе скандалот кој што е резултат на канцер мафијата, на клиниката за радиологија и онкологија. Пензионерите протестираат, бидејќи пензиите не стигаат ниту за лекови, а камоли за нешто повеќе. Младите се селат, комплетна апатија, нема инвестиции, договорите и проектниот менеджмент е на најниско ниво, но за жал корупцијата и криминалот се во порасти и цвета. Зборувам и оној вистински криминал, и оној политичкиот криминал. И нема како тоа да не биде отсликано во еден ваков извештај за уназадување на Македонија, не за напредокот. И колку побрзо се случат парламентарните избори, толку побрзо Македонија ќе тргне и ќе зачекори на оние патеки во кои што сите ние очекуваме да чекори. Така, но се чини дека најголемите критики сте за борбата против корупцијата и партизираното судство. Па тоа го комуницираме и го испраќаме како порака веќе неколку години за октририраното обвинителство и судство. Се тоа на кое што се случува таму, рекордно ниската недоверба во партизираното и октрирано обвинителство и судство, кое што се мери во неколку проценти, позитивната зборувам доверба, и негативната, односно недовербата кон истото тоа октрирано обвинителство и судство руши рекорди. 70-80% е негативното мислење. Недовербата во системот, недовербата во правдата е практично основа на извештајот на Европската унија. Знаете вие, владењето на правото е оној прв и основен кластер, каде што треба да се види каков е напредокот. Така што навистина разочарувачки и не гледам никаква визија, ниту пак перспектива која што ја нуди ова влада на СДСМ и ДУИ. Се чини дека Европскиот фронт не бил толку европски. Па добро, тоа претпоставувам дека тие го користеа како пиар трик, мислејќи дека на тој начин ќе заведат дел од граѓаните во Македонија и на тој начин дека ќе добијат некаква милост од страна на меѓународната заедница. Од една страна потпишуваат договори кои што не се во можност да ги испорачаат, бидејќи се понижувачки. А од друга страна, додека тоа го правеа, со едната рака, со другата краде. И продолжуваат да крадат. И мислеа дека на тој начин ќе добијат милост, односно ќе добијат некако вид оправдување. Бидејќи, знаете, они се водеа од максимата дека сепак тоа што тие го прават на Македонија и на македонските граѓани е внатрешен проблем, а меѓународната заедница тоа не ја интересира толку колку што ја интересира тоа што го потпишуваат. Но не било така. Еве, овој извештај е доказ дека се мониторира, се наблюдува секој чекор на властите и би рекол дека дури има простор и за уште поголема критика, посебно во делот на злоупотреба на европското знаме, каде што на еден брутален начин се избегнуваат процедурите во рамките на парламентот. Таков еден случај беше и со измените во кривичниот законник, со кој што оваа влада на СДСМ и ДУИ се обидува да себе си се амнестира во периодот кога ќе биде. Но сакам вас да ви го накалеме тоа дека на ваше барање се измените на кривичниот закон. Па мислам дека не фати корен таа порака, тие се обидуваат и како што се обидуваат изминатите повеќе од 5 години да се што е
нивна креација и измислица да ја залепат до мене. Сето тоа изминативе 5,5 години се распрсна како меур од сапуница, бидејќи нашата политика е подобро да биде тешко отколку да биде срамно. За жал тие одбраа за нив да биде срамно отколку тешко и мислат дека на овој начин ќе обезбедат за себе некаква амнестија откако ќе бидат во опозиција во тој период, но мислам дека залудно се надеваат, мислам дека ќе бидат озбилно разочарани. Така, друг актуелен скандал е поврзан со самитот на НАТО. Власта се обиде и таму да ќе изгледа со ангажирањето на возила од рентакар агенцијата за 900.000 евра. Мислите на самитот на ОПСЕ? Самитот на ОПСЕ, да. Да, тоа е уште еден момент кој што треба да се потенцира. Очекувавме тоа да биде промоција на главниот град, на Македонија како држава, но видовте дека и од тоа што треба да биде нешто убаво, тие претворија да истото тоа биде обременето со многу сомневање за сторен криминал. Нешто што чини на многу малку пари, тие го надплаќаат 4-5 пати повеќе. Ние направивме анализа набавка на 175 најлуксузни мерцедеси за 2 дена нечени повеќе од 1000 евра. Вкупно тоа е повеќе од 200, не е повеќе од 200.000 евра, до 900.000 има многу. Токму така, но не очекувам јас од овие во владата ништо повеќе, поготово сега кога се на неколку месеци од губење на фотелите, кои што за нив значат се, бидејќи без тие фотели се ништо. И не би ме изненадило ништо од овие луѓе во следниве неколку месеци, до формирањето на техничката влада, потоа и до формирањето на народната влада, владата која што ќе се избере народот. Така што мора да сме многу внимателни, бидејќи ќе се случуваат уште полоши работи. При неколку дена имавме и отворање на музеј на Учука во селото Сопот. Дали дуи секогаш кога е соочен со пат на рейтингот посегнува под национални теми? Враќањето и реминисценција на некои национал романтични идеи од некои минати времења за дуи се секогаш можност да се обидат да го дефокусираат јавното мислење од реалните теми и реалните проблеми. Сега вие кога знаете дека Гостивар, Тетово, Кичево, Струга, Скопски Чаир се празнат, луѓето се иселуваат. И тоа многу повеќе се иселуваат отколку останатите граѓаните албанци. Кога гледате дека неколкумина од врхушката на ДУИ стануваат милионери, сопственици на милионски имоти, без разлика дали се тоа движни или недвижни ствари. Кога гледате како располагаат во секојдневниот живот со многу моќ, со многу финанси, тогаш за да тоа го одбегнат, единствената работа која што ја прават е токму ова вие што кажавте, враќање и реминисценција на некои национал романтични времења. И на тој начин се обидуваат и ВМРО ДПМН, но и условно кажано другите албански политички субјекти да ги навлечат на терен во кој што тие се највешти. Но мислам дека македонската јавност и политичките партии се свесни за оваа груба манипулација, односно обид за груба манипулација и видовте дека тоа не фати корен. Еден ден траеше, другиот ден дури таа биста веќе ја снема и така натаму. Видовте дека тоа некако не фати корен, но они нема да престанат. Секој таков скандал, секоја таква реминисценција на испраќање националистички, шовинистички пораки. Национализмот е последно прибежиште на пораки од страна на врхушката на ДУИ, значи дека се случува нова плячка. И нови неколку автобуси полни со млади луѓе кои што трајно се иселуваат од Македонија. И ценам дека од она што јас го разговарам со граѓаните албанци, дека на следните избори ДУИ озбилно ќе биде непријатно изненадан.
Така, Од резултатот, мислам. така. Пред неколку дена ја отворивте аферата Диво месо поврзана со клиниката за онкологија. Дали според вас свесно се случува убиство со предумислово на онкологија? А од друга страна гледаме дека обвинителството се уште предметот е во предистражна постапка. Кој кого штити? Таму има неколку факти кои што до ден денеска никој не ги демонтираше. Таму има озбилни заклучоци и озбилни дискусии и озбилни факти кои што произлегува од работата на Собраниската комисија која што го третира периодот заклучно со 2021 година. Тоа што јас го објавив во јавноста е извештај на Фондот за здравство кој што врши вореден инспекцијски надзор на јавните набавки и работењето на Министерството за здравство и Универзитетската клиника за радиологија и онкологија. Во Министерството за здравство воредно го мониторира периодот од 1 август 2021 година до 1 август 2023 година. Што би се рекло до речиси сега пред 2-3 месеци. А на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија опфатен е периодот декември 22, јануари, февруари, март 23 година. И кога сето тоа ќе се анализира, доаѓаме до низа заклучоци кои што не наведуваат дека не само што не престанало она девијантно однесување на канцер мафијата, туку напротив, тоа си продолжува. Во која смисла си продолжува? Не биле навремено испорачувани лекарствата кои што требало да бидат аплицирани на пациентите. И за тоа никој не сноси одговорност. Нема негативна референца кон дистрибутерите, кон веледрогериите. Често пати се создавани практично дефекти во системот, односно отсуство на соодветни медикаменти кои што требало да се аплицираат на оние на кои што им било тоа најмногу потребно. А тоа се пациентите корисници на тие терапии и тие морале, тие приватно да ја купуваат, знаете вие дека практично таа терапија која ќе почне не може да се прекине. Понатаму исто така е констатирано дека голем број на пациенти корисници врз основа на нивно барање, а извештај од специјалисти, субспецијалисти ја аплицирале таа терапија во други здравствени установи. Се постава прашањето, дали постои протокол според кој се дозволува да биде аплицирана терапијата во други здравствени установи. Нашите информации велат дека таков протокол на клиниката за радиологија и онкологија не постои. Дали транспортот на тие терапии е согласно договорот со дистрибутерот или веледрогеријата? Односно, дали транспортот на материјалот е на термички услови од 2 до 8 степени Целзиусови? Или пак можеби во торбичка се носени, или па можеби на друг начин. Дали вијалите, пакувањата, како доказ се носат во клиниката за радиологија и онкологија дека терапијата е аплицирана и кој стои позади таа апликација на таа терапија на пациентите. Дали вијалите каде што имаме пакување кој што е поголемо од потребите на пациентот се евидентирани како остаток и дали се аплицирани на други пациенти. Има многу прашања. И со сите овие, да речеме, докази, обвинителството се уште во предметот се уште во предистрага, да не не знаеме дали воопшто има предистрага. Воопшто не знаеме дали има предистрага, но знаеме дека оваа канцер мафија и омилената веледрогерија на власта така се во една тесна коалиција. Се во една тесна коалиција и јас ви ветувам дека за неколку месеци од денеска, кога ВМРО ДПМН ќе ја предводи владата во Македонија, озбилно има да се занимава со работењето на оваа клиника и врските со канцер мафијата. Граѓаните очекуваат конкретни имиња на виновници за сево ова што се случува. Апсолутно. И ќе ги добијат. Но исто така верувате дека од свиркачи добиваме озбилни документи со индици, а некаде и докази, дека истото ова се повторува и реплицира на некои други клиники. Така што и во некои други здравствени установи низ Македонија. Така што ова е навистина грозоморен настан, ова е навистина преседан кој што мора да му се стави крај. И како што вие рековте, се согласувам со вас, потребни се имиња, мораме да го впериме прстот кон вистинските виновници. Не можеме да ги генерализираме работите. Знаете, најлесно е денеска да ги генерализираме работите.
но јас познавам стотици, милијадници здравствени работници кои што навистина си ја почитуваат професијата, се грижат за здравјето на пациентите и така натаму и така натаму. И не можеме сите тие да ги генерализираме на сметка на неколкумина кои што се сојузници на оваа канцер мафија. Така, да позборуваме сега за изборите. Македонија се наоѓа пред избори, без разлика дали тие ќе бидат предвремени или редовни. Прво да ве прашам за претседателските избори. Имате ли избрано профил за еден претседател на државата? Во јавноста веќе се споменуваат неколку имиња. Профил е едно, имиња се друго. Профил јасно дека треба да биде човек со интегритет, човек патриот кој што си ја љуби својата татковина, човек кој што ќе обединува, а не разединува, ќе се грижи за интересите на Македонија, ќе се грижи за идентитетот на македонскиот народ, чија што единствена матична држава е Македонија, личност која што ќе биде посветена, работлива, честна и личност која што според мене на следните избори ќе добие акламативна поддршка од сите гласачи кои што се условно кажано антивладени. Тоа би рекол еден профил кој што ценам дека ВМРО-ДПМН Препознавате некој таков? Ќе го избере. Што се однесува пак сега до анкетите и до мерењето на јавното мислење, ние препознавме многу профили на луѓе кои што се слични на овој профил и ги мериме, ги анализираме. Нормално бројката почна и беше многу поголема, сега е веќе компресирана таа бројка, би рекол станува збор за 5-6 кандидати кои што ги анализираме и генерално после овие анализи ќе имаме како партија јасна слика каков е капацитетот и што можеме да очекуваме на следните избори. Но знаете, сепак ние сме демократска партија и согласно статутот на партијата ние ќе имаме оглас. Огласот ќе ги дефинира правилата на учество на конвенцијата на ВМРО-ДПМН, каде што делегатите на таа конвенција повеќе од 500 мислам. Биде онака демократски како што беше во Струга, кога се бираше ќе може секој да се пријави и нормално тие делегати да одлучат сега. Ние тоа што го мериме е одвоен процес од ова кое што ќе се случи согласно статутот. Не можете вие да ги спречите оние луѓе кои што ќе ги исполнат условите согласно огласот да се кандидираат. Но со мерењето ние ќе имаме јасна представа отприлика каков е потенцијалот на луѓето ако се пријават на таа конвенција. Можеби ние мериме некои луѓе кои што воопшто и нема да се пријават на таа конвенција. Така што ќе имаме отприлика јасна слика што можеме да очекуваме. Тоа би се случило некаде таму втората половина на јануари, првата половина на февруари и ценам дека ВМРО-ДПМН на таа конвенција ќе го избере како личност следниот претседател на Македонија. Така, последните анкети покажуваат голема предност на ВМРО-ДПМН. Се согласувате ли дека овие избори ќе бидат не околу победникот на изборите, туку да се намали, туку ќе сака власта да ја намали разликата во однос на опозицијата? Како претседател на ВМРО-ДПМН изминативе, еве сега би рекол во декември веќе 6 години, на крајот од декември, го одбрав патот кој што го споменав на почетокот од ова денешно интервју. Подобро да биде тешко, отколку да биде срамно. И кога изминативе години ВМРО-ДПМН го предводев и коалицијата во изборните трки, имаше различни емоции и различни очекувања. Ако никој не очекуваше 2019-та на претседателските избори да постигнеме маркантен и значаен резултат, дека ВМРО е распадната партија, дека партија која што предстоеше опасност да биде, би рекол, избришена од регистарот на политички партии, бевме озбилно конкурентни. Резултатот во првиот круг помеѓу професорот Силјановска и Стео Пендаровски беше изедначен, околу 320.000 гласа. И во вториот круг, потоа знаете, се случува на инженеринг, кога верски лидери се вклучија во целата кампања, во текот на изборниот ден се повикуваа гласачите да излагаат на изборните места, некаде имаше констатирано големи неправилности
но сепак успеавме да го зголемиме историски потенцијалот до 380.000 гласа. Потоа дојдоа ние корона избори, каде што имаше голема злоупотреба, но сепак ВМРО-ДПМН ја има најголемата пратеничка група во парламентот, па се до ние локални избори кога бевме според општата јавност, би рекол, аутсайдери и дека се очекуваше, нели, а такви беа и најавите од Зоран Заев тогаш дека ќе не прегазат, па најавуваше бројки во првиот круг 22 градоначалника, дали ВМРО ќе има 5 или 6 и така натаму, па се случи спротивно. ВМРО-ДПМН освои историска победа, која што никогаш не се случила во минатото заедно со коалицијата, од позиција на опозиција освои мнозинство градоначалници во Македонија. Денеска да, улогата на фаворит на следните избори ја прифаќам, ја има ВМРО-ДПМН, но многу сум внимателен во делот на бројки и очекувања, затоа што не би сакал да ги подкреваме очекувањата, па да се создаде на летаргија и апатија во општеството, од мојот ли глас зависи, секако ВМРО-ДПМН победува. Не, ние треба да имаме сега кампања во која што ќе ги повикаме граѓаните на мобилизација, на масовност на следните избори. Потребна е голема излезност. Да излезат и да гласаат, затоа што следните избори се референдумско изјаснување. Од една страна е ВМРО-ДПМН и коалицијата, која што нуди својата програма и визија за Македонија, и од друга страна ги имате вие ова влада, без разлика дали ќе настапи обединета или ќе одат посебни листи СДСМ и ДУИ, но генерално таму ги знаете кои се пријаниците. Ковачевски, Ахмети, Зечевич, Груби, Османи, Маричич, тоа е понудата која што е од едната страна, и од другата страна е ВМРО-ДПМН. Да, може да се профилира определена структура, некоја условно кажано трета опција, која што денеска е условно кажано опозиција на опозицијата, која што се обидува на тој начин преку одреден вид измеќарење кон владата да нанесе штета на ВМРО-ДПМН, но мислам ги подценуваат граѓаните и нема да успеат, така што ценам дека нашата кампања и нашата порака треба да биде благодариме на довербата, ја прифаќаме улогата на фаворити, но ве молиме немојте да влеземе во состојба на летаргија, ни треба масовност, ни треба мобилизација, ни треба 61 пратеник во парламентот за трансформација на Македонија, бидејќи ова нема да биде влада која што ќе менаџира процеси и која што ќе направи тука реформа, таму реформа и со тоа ќе се задоволуваме. Не, следната влада мора да ја трансформира Македонија. А за тоа треба крупни чекори, за крупни чекори реформи ни требаат крупни бројки во парламентот. Затоа мора да имаме голема мобилизација и масовност на следните избори. Спомнавте за вашата кампања. Каква кампања очекувате да води СДСМ? Имаат ли што да им понудат на граѓаните? Па очекувам, имајќи предвид кои све работи за нив во делот на комуникација, конфузни пораки и многу негативна црна кампања. ВМРО-ДПМН ќе води една позитивна кампања која што ќе нуди иднина, кампања која што ќе се темели на проекти, политики, реформи и, како што кажав, трансформација на Македонија. Така, дали на овие избори ќе се стави крај на владењето на ДУИ и конечно ќе заминат во опозиција? Па јас сум убеден, тоа го кажав и на почетокот од ова интервју, дека очекувам следните избори ДУИ да биде многу непријатно изненадено од бројот на освоени гласови и пратеници во македонскиот парламент. Дали нема да коалицирате со ДУИ дури ако тие имаат најголем број на пратеници од албанските партии? Ова раководство на ДУИ и дел од луѓето кои што се дел од раководството на ДУИ се сериозно, според индициите, информациите и доказите кои што ги имаме ние, длабоко вплеткани во криминал. Нашата, би рекол, посакувана опција е да се даде шанса на така наречената албанска опозиција, која што ја гледаме полека, но сигурно се групира околу оската на ротација. Видовме пред некој ден обединување и окрупнување на таа опозиција и ценам дека треба да и се даде шанса на ДУИ да помине во опозиција одреден период, да се реструктурира, да се освежи со нови идеи, бидејќи гледате како малце збунуваат со пораките од онаа зелена агенда пред една година. Веќе нема зелена, никој сега наеднаш почнавме споменици, обединета Албанија, некои пораки кои што навистина збунуваат, знаете, водат политика денес утре,
а од друга страна додека одат од еден на друг споменик се возат во Rolls-Royce, Maybach и така натаму, па купуваат мултимилионски имоти низ Македонија. Пораката не е добра, малце збунувачка. Значи мајскиот договор е дефинитивно мртав, што токму Дуи го прекрши. Тоа е одамна завршена работа, уште во Се чини дека Дуи го се повикуваат на него само кога ќе им одговара. Не, нема такви договори. Така, на минатото интервју за Република споменавте дека ќе се кандидирате за една од листите. Сега можете ли да откриете во која изборна единица размислувате да бидете носител? Па видите, јас сум роден во Скопје, тука сум израснат, живеам во општина Карпош. Општина Карпош е дел од изборната единица 1 и логично е да биде тоа практично единицата во која што би ја предводил листата на ВМРО-ДПМН коалицијата. А така, се знаат ли горе-доле другите носители? Па не, мериме, ќе видиме, многу наскоро ќе излеземе со имија. Така, темата за уставни измени е затворена. Останавте на зборот дека уставни измени под овие услови, под бугарски диктат нема да има. Кажете ми, што нема да биде бугарски диктат за да дозволите да поминат уставните измени? Видете, многу е важно кога испраќате порака во јавноста да биде таа јасна порака, но и треба да имате основа која испраќате таа порака, на што се темели таа порака. Ние кога зборувавме за бугарскиот диктат, уште на самиот почеток кажавме. Вклучување на дел од бугарскиот народ во уставот е една тема, втора тема е дали тоа е последната отстапка и трета тема е диктатот, кој што ни се наметнува, а сосема четврто е целата таа операција каде што ВМРО-ДПМН беше исклучен. Затоа што ако ВМРО-ДПМН беше во тој процес од самиот почеток, како што да речеме се обедени политичкото раководство во Бугарија кога ги одбива и германскиот и условно кажано португалскиот предлог, тогаш ќе станеше јасно дека овој така наречен француски предлог е неприфатлив. Вас не ве ни прашал. Така. И сега владата што направи? Владата практично си додели себе си ингеренции кои што не ја припаѓаат. Таа од името на 2/3 пратеници во парламентот прифати нешто за кое што нема бројка да го испорача. Како вели Ковачевски, владата не зависи од 2/3, таа се бира со 61. Точно? Ама и не можат 61 да одлучат од името на 2/3. Така. И тука се направи клучниот пропуст и клучната грешка. Второ, кога ќе ни кажат тоа е реалност, ние велиме да, свесни сме дека е тоа реалност. Бидејќи некој друг прифатил нешто кое што сега не може да го испорача и го искомплицирал целиот процес. Нели се реалност 14 пресуди на судот за човекови права во Страсбур? Реалност. Ама исто така таа реалност ја игнорира нашиот источен сосед и не ги имплементира. Имаме ние задолжителни пресуди од судот за човекови права кои што нашиот сосед не ги применува, не ги аплицира. А мора да ги примени бидејќи е потписник на таа конвенција за заштита на човековите права, врз основа на која што е формирана таа европска институција и функционира. Судот за човекови права во Страсбур. Сега, вас ви велат, не можете да игнорирате реалноста, тоа е, а од друга страна, на овие им дозволуваат да ја игнорира реалноста, земја членка на Европска Унија, да игнорира реалност на европска институција. Како ние да веруваме како дека утре повторно нема да ни се случи повторно некое ново вето од страна на нашиот источен сосед за некаква друга банална глупавост или ситница. Знаете, потребни ни сте писмени гаранции дека ова ќе биде последното барање на Бугарија кој е надвор од копенхашките критериуми. Иначе да не речеме за судство нема никаква гаранција дека не може некоја друга членка да не блокира. Но она што се однесува на надвор од копенхашките критериуми да нема нови блокади од страна на Бугарија. И знаете, затоа ние нудевме решение. Рековме, хрватскиот модел, добре, еве го прифаќаме хрватскиот. Чекај сега. Си го зема тоа само тоа што им одговара. Да, не може. Добро. Викаме, добро, тогаш, ајде вака да направиме. Бидејќи вие ни велите нема да има други блокади, бидејќи Македонија ќе биде 2030 дел од Европската Унија, нели, таква е пораката, ние сме предводници на процесот, ајде тогаш
да додадеме еден дел во кој што ќе кажеме уставните измени со кои што ќе вклучиме 762 граѓани на Македонија, дел од бугарската земјица, да важат кога ќе почне ратификацијата во европските парламенти. Еве зошто тогаш? И тоа не можело. Па чекайте сега. Вие од нас барате да не игнорираме реалноста, а од друга страна ја толерирате најкорумпираната и најсиромашната земја членка на Европската Унија што ги ја игнорира реалноста и ги игнорира одлуките на Европската институција. Видете, Бугарија без користење на структурните фондови на Европската Унија не може да преживее ниту еден квартал. Не може мене никој да му убеди дека ако може да бидат тие во одредена мера намалени или редуцирани, или воопшто да немаат достап многу поорганизирани, многу помоќни и многу поважни за Европската Унија земји, како што се Унгарија и Полска, за многу понебитни работи, тогаш, ако ова навистина геостратешко прашање, ако навистина некој сака Македонија да ја види фронтранер, односно предводник на овој процес, тогаш може да ја убеди Бугарија да не ја игнорира исто така реалноста и да го примени тоа кое што е Хашка пресуда од Страсбур за заштита на човековите права на македонската земјица во Бугарија. Затоа што очигледно е дека процесот сега е заглавен. Барате од нас да не игнорираме реалноста, да, сакаме да видиме дека и вие не ја игнорирате реалноста. Затоа што двојните стандарди кон Македонија изминативе 23 години откако почна овој процес кон приближување кон Европската Унија, може би биле аплицирани најмногу. Не имаме билатерални договори во преговарачка рамка. Имаме промена на устав на име на насилен начин. Имаме промена на знаме. Имаме промена на устав поради нова територијална распределба резултат на конфликтот од 2001. И уште многу примери можам да ви кажам, што ниту една од другите земји кои што денеска се членки во Европската Унија не го направили. Видете, ние имаме многу внатрешни проблеми. За дел од тие проблеми изборував. Но тоа кое што не треба да биде наш проблем екстерен, надворешен, не треба да биде. И ако зборуваме за принципи европски вредности, јас сум подготвен да зборувам. Идната влада предводена од ВМРО-ДПМН нема да затвори вратата, тука сме, подготвени сме да разговараме, но да се темели тоа на европски принципи и вредности.